Со оглед на тоа дека се повеќе се зголемува бројот на седечки професии, експертите предупредуваат дека треба да се реагира уште пред да се забележат првите тегоби од долгото седење. Според најновите истражувања, секој човек во просек минува близу 8 часа дневно во седечка положба. Секојдневното седење има многубројни последици на телото, а неактивност е четвртата најчеста причина за предвремена смрт во светот. Овие делови од телото најчесто се на удар како последица од седечката работа. Долниот дел од грбот. Подгрбавеното седење на биро на почеток може да предизвикува помали болки во грбот, што постепено почнуваат да се влошуваат. Лошото држење може да предизвика стегање на арбетните дискови, што пак може да доведе до трајни проблеми. Она што можете да го направите е задолжително да користите тастатура што е физички одвоена од компјутерот, за да не се надвиснувате над неа. Тастатурата придвижете ја кон себе, за да ви бидат лактите поблиску до телото, а зглобовите испружени. Вратот. Седењето пред компјутер е напорно за рбетот, бидејќи ја држите главата наведната за 30 степени, што пак предизвикува затегнување на мускулите, кое е до 3 до 4 пати поголемо отколку кога ја држите главата исправена. Поради ова, треба да го позиционирате мониторот на компјутерот така што средината на екранот ќе ви биде на исто ниво со брадата при исправена глава. Во тој случај, вратот ќе биде во неутрална позиција. Нозете. Ако подолго време не ги испружувате или поместувате нозете, тие ќе почнат да ве болат, а ќе ве болат и мускулите. Таа болка на почеток е послаба, но со текот на времето станува се посилна. Поради тоа, додека седите, треба стапалата да ви бидат рамни со подот, а колената да бидат свиткани нешто повисоко од висината на колковите. Не седете со прекрстени нозе во колената, ниту пак со прекрстени нозе кај зглобовите.